Добро дојдовте во студио. Гости Уранија Пировска, Хелсиншки комитет и Џабир Дерала, невладината организација Цивил. Добро дојдовте. Добро најдовме. Долг е списокот за она што сакам да ве прашам, значи каде се кршат човековите права, почнувајќи од слобода на изразување, дискриминација, ромите, права на пациентите, права на работниците, од каде да почнеме попрво? Еве јас овој пат Џабир би го прашала попрво. Можете да почнете од било каде и ќе забележите сериозни ситуации, сериозни состојби на кршење на човековите права, манифестирани најчесто и најмасовно преку дискриминација токму од страна на институциите на власта, односно на институциите на државата, но и на институциите на власта на локално ниво. Било која од темите кои се во корпусот на човековите права и слободи да погледнете, можете да забележите една комплетна неспремност воопшто да се земат предвид по човековите права и слободи во било кој сегмент. Значи сите што ги набројавте и можете да наброите уште најмалку 20 аспекти на сериозни кршења на човековите права, комплетно игнорирање на се што може да предпоставува фундаментално право или слобода на граѓанинот или граѓанката. Она што е многу важно е дека во страотен подем е дискриминацијата по врз основа на политичка афилијација, кога ќе погледнете било кој облик на кршење на човековите права и слободи, никогаш не можете да се задржите само на еден аспект, односно на една област од човековите права и слободи, бидејќи тие секогаш, односно дискриминацијата секогаш оди во комбинација со повеќе различни други видови на кршење на човековите права. Значи, ако имате работнички права, тука веднаш можете да добиете, да додадете и низа други аспекти. Значи, работничките права се кршат како врз основа на политичката афилијација, така и врз основа на етничката, религиозната и родовата припадност. Да, никогаш не е само еден сегмент. Хелсиншки комитет годинава во својот извештај, верувам дека ќе има богат извештај, по однос на човековите права, меѓутоа вие акцентот го ставивте на 3 сегменти: медиумите, судството и дискриминацијата. Знаете како, точно пред една година на овој ден во ова студио ме запраша да дадам оценка за човековите права во земјата. Јас тогаш дадов оценка 1. Многу ми е жал што морам да кажам дека не сме тргнати ниту чекор напред. И морам да се навратам и да споменам дека почнувајќи од 24.12.2012 година, како да беше потполно убиена и закопана демократијата во земјата. Очигледна е предоминантната позиција на владата врз другите две власти, законодавната и судската власт. Очигледно е влијанието на владата во овие две други власти со самото што и се нарушува принципот на поделба на власта во Република Македонија. Точно е дека Хелсиншкиот комитет повеќе е фокусиран на областите кои што ги споменавте, но вие знаете дека Хелсиншкиот комитет од секогаш во својот фокус ги имал маргинализираните групи. За жал, освен што најмногу за жалеме. Освен што ние констатираме, нели, потполна окупација на медиумите со исклучок на 2-3 медиума и значи нарушена слободата на говорот, слободата на медиумите, правото на слободно изразување. Понатаму ние констатираме дискриминација по многу основи, меѓутоа она што е најстрашно е што дискриминацијата понатаму раѓа и насилство, исто како и говорот на омраза. Ние на нашиот сајт имаме линк во кој што се регистрираат делата сторени од омраза. Сериозно е дека од март до декември ние утврдивме 104 инциденти сторени од омраза, од кои 60% дела сторени од омраза по основ на етничка припадност, 20% по основ на верска припадност и 20% по основ на сексуална ориентација. Она што ја одбележа годината, не беа само сегментите кои што ги кажавте, меѓутоа и насилството.
Јас секогаш кога говорам за човековите права, никогаш не велам дека е најважно за една земја да има добра легислатива. Најважно за една земја е да може таа легислатива да ја спроведе. Ние имаме органи на државна управа кои што не ја имплементираат легислативата, која што патем речено властите ја дефинираат како легислатива, која што е донесена во согласност со меѓународните стандарди. Ако имате вие меѓународни стандарди само на хартија, а при тоа имате ваква состојба со човековите права каква што имаме ние денес, тогаш ние не сме сториле ништо на планот на човековите права. Ние имаме насилство помеѓу младите. Насилство за кое што слушаме со месеци наназад, за кое што не гледаме дека државата презема сериозни мерки. Ние на својот сајт ги регистриравме областите и насилбите каде што се случуваат овие инциденти. Укажавме, станува збор за млади луѓе. Ние зборуваме за толеранција, ние зборуваме за негување на мултикултурализам, мултиетничко општество. И се уште не видовме кој го направил тој и кој ги иницира. Дали се изведени сторителите на насилството што се случи врз ЛГБТ заедницата? Не. Дали некој ги изведе пред лицето на правдата оние кои што ги инструираат младите луѓе меѓу себе да се пресметуваат поради својата етничка припадност? Не можете да излезете вие пред лицето, да изнесете пред лицето на правдата лица престапници во овој домен, особено во овој домен, затоа што имате една правда или правосуден систем кој е потполно контаминиран. Апсолутно. За кој постојат релевантни показатели, што домашни, тоа и странски, релевантни показатели за тоа дека судството ви е партизирано во крајна мерка. И затоа не можете вие да очекувате вистинско изведување на пред Значи ли ова дека ние проформа ги зимаме законите од Европската Унија, фактички во пракса не се спроведуваат, а ги зимаме за да добиваме поени во меѓународната заедница. И во доменот на законите може да се забележи сериозно отклонување на тоа што значи закон или стандард прифатен, ратификуван од парламент, што значи дека и станува добива сила на домашен закон. Меѓутоа, кога вие влегувате во имплементацијата, пред да влезете во имплементацијата имате подзаконски акти, регулатива и така натаму. Тие отсуствуваат, тие или не се донесени, или се донесени такви акти кои се во противност со законот, односно во противност со уставот на земјата. И оттаму вие гледате една законска регулатива која воопшто е крајно невешто поставена, особено во поглед на заштита на човековите права и слободи. Крајно несериозно. Јас сега ќе предложам да видиме дел од она што камерата на Нова го забележала само во последно време, во последните неколку месеци, каде се кршат човековите права. Господа новинари, ја молиме професорката да разговараме со незе и со професорите кои го подпишаа соопштението. Значи, еве ја професорката Чевревска, сакаме да седнеме со незе, не ни се потребни многу, 15-20 минути, сметаме дека можеме да се разбереме, имаме многу аргументи, сакаме да ги слушнеме нивните аргументи, со месеци не можеме да седнеме и да поразговараме. Во 1:30 часот ќе добиете сообщение од мене. Не сакаме сообщение, ние сакаме да поразговараме со вас. Разговор во 1:30 часот. Сега имате 30 болни тука. 30 болни на ова врукина. Да се враќаат луѓе дојдени од села, од Пробишти, од Струмица, од Гевгелија, од цела Македонија. Ние барањата против председател и секретар на општини, секретари општини не са доволни работи, не редовна работа, ништо. Една недела, 3 дена работа, а 2 дена дома, а шуќа плата. Ние губи секој ден на работа во Африка, ја тропа врата. Добар ден, дали е тука секретарка? Никој нема. Ние бараме за апликација, бараме работа. Секретарка вика, одина, има 4 дни, има мајка, татко, како така тоа не е животно. Ние чакаме бориме права. За жените е уште потешко, затоа што тие се дојдени во ситуација за да може да приморани се за да го издржуваат семејството
и да си обезбедат некој нормален живот, да работат и работи кои што се многу малку платени. Еве како што ги спомнавте во конфекцијската индустрија, во маркетите, во кафулињата, значи жените работат за плати од 6.000 денари, 8.000 денари и при тоа ја работат таа работа без никаква нивна заштита како работник. Преку Меѓуопштинскиот центар за социјални работи се понуди солуцијата Чичуно село. Затоа што единствено Чичуно село е тоа што треба да биде солуција за бездомниците. Меѓутоа во Чичуно село има една голема проблематика. Тоа ќе го кажам во јавноста и тоа нека го превземе државата во своји раце. Кога може Гордана Јанкуловска да се фали дека фатиле Алфите таму криминалци, фатиле онаму криминалци, фатиле онаму криминалци, па нека ги фатат и криминалците во Чичуно село што доаѓаат таму да ги малтретираат луѓето. Затоа што луѓето кои што спијат во Чичуно село се малтретирани и узурпирани од страна на граѓаните од околината на Чичуно село и околината. Значи, зборам за Грчец, зборам за Сарај, зборам за Љубин и така натаму. Значи, од таа причина, јас и Благоше Бошков не можеме да одиме таму. 6-7 години сме тука. Ја порано повише сум излегувала да се шетам или да имам некои правили. Тука конкретно ништо не можам. Имам количка акумулаторски, не можам до продавница да идам. Пошто кал или кучиња или све што имам, како што гледате улицата како е. И ако сакам да идам негде организација со инвалидски организации они овие, не можам да идам, пошто оние викат дека требаме до улицава да доаѓаме, ама што улицава не е како што треба, не може да легуваат колите или комбе или што. Денеска во извештајот на Цивил, во тој сумиран извештај на Цивил, стоеше еден малку провокативен и интересен наслов "Стравот е широко распространет". На што се темели оваа констатација? Оваа констатација се темели на наше присуство на теренот. Значи, имаме најмалку три различни извори на информации, пред се тоа се нашите луѓе, значи нашите членови и соработници на проекти или членовите на самата организација која ги има во целата земја. Понатаму тоа се невладините организации кои на локално ниво имаат одлична перспектива и одлични согледувања, но исто така во последниве години забележуваме пораст на довербата на граѓанките и граѓаните кои го бараат Цивил самите, самоиницијативно и не известуваат, за најразличен вид на. Сите тие можеме да заклучиме дека сведочат повеќе или помалку за одреден страф кај луѓето во целата земја. Тој страф може да биде и нереален, меѓутоа кога е присутен, тоа е веќе симптом за нездрава ситуација. Стравот навистина е многу присутен дури меѓу луѓе кои се во роднинска врска. Да му каже или да ја каже нешто што се однесува на ситуација, состојба или работа или однесување на некој човек на локално или централно ниво. Вие имате во кафеана, во најопуштена приватна атмосфера, луѓето кога некој ќе проговори нешто на сметка на некоја ситуација, не се зборува за тоа на овој начин во овие времиња. Тоа е ситуација која е многу симптоматична, која говори за широко распространет страв, да го цитираме насловот, кој меѓу граѓаните и граѓанките на Република Македонија владее, постои и е резултат на, односно последица на многу сериозни погрешни политики и практики на власта на централно и на локално ниво. Тоа е загрижувачки и тоа упатува на заклучокот дека ние сме далеку од демократска атмосфера во земјата. Се враќаме многу назад.
Апсолутно се согласувам, особено што е очигледно дека власта ја злоупотребува својата моќ. Ние по своите месечни извештаи во предходниот период констатиравме дека постои молк на интелектуалците. Сето тоа се должи повторно на стравот, затоа што секојдневно сме сведоци дека власта се справува со инструментите на својот систем, со сите оние кои што мислат, размислуваат и изразуваат поинаков став од оној на власта. Знаете, еден од симптомите на едно тоталитарно општество секако е пред се и стравот кој што постои помеѓу граѓаните да го искажат своето мислење, но и фактот дека ние во изминатиот период имаме и зголемен број, да ги наречам така, политички затвореници. Етикетирањето е другиот момент. Земете го само законот за лустрација. Зарем власта не се справи со сите оние кои што се нејзини опоненти? Зарем власта не се справи со сите оние кои што имаа некаков критички став? Меѓутоа, поразувачки е тоа што, да речам, најголемата инстанца кога зборуваме за заштитата на човековите права, Уставниот суд, потполно е закопан под партиско влијание. Од кога се смени составот на судскиот совет во Уставниот суд, ние имаме тотална блокада. Иницијативата на Хелсиншкиот комитет и на други личности за измени, значи за законот за лустрација, се уште ние чекаме на одлука. Последната сесија на судот беше во месец мај. До денес судот се нема произнесено по иницијативата. Тоа е поразително и мислам дека стравот на луѓето се темели и во медиумите се темели на фактот дека едноставно немаат доверба дека во институциите на системот дека можат да ги заштитат или дека можат да дојдат до правда. Знаете, кога ќе дојде некој во Хелсиншкиот комитет и кога ќе треба да го советуваме како да постапи, кога советот ќе биде дека треба да започне судска постапка, тоа за него представува, тоа за тој човек представува поразителен факт. Тој однапред вели, тоа значи дека за мене нема правда. Тоа е страшно. Граѓаните мислам дека генерално чувствуваат правна несигурност, која што секако оди заедно и со стравот од она што може да им се случи, доколку го искажат своето мислење. МНР денеска излезе со едно соопштение каде што вела дека ќе продолжат да работат на усовршување на подигнување на човековите права согласно двете декларации, универзалната и виенската. Меѓутоа ми привлече внимание последната реченица од тоа соопштение, веќе цитирам на крај, вика: "За жал се уште постојат земји каде звукот на оружјето не стивнува и каде е загрозено правото на живот, слобода и сигурност." Зарем ова треба да ни биде утеха и споредба да ни биде? За жал можам да дополнам во оваа изјава на Министерството дека звукот на оружјето во Македонија и тоа како е присутен, значи можат комотно да ја стават Македонија на таа листа. Звукот на оружјето како потајна закана, пасивна се уште, меѓутоа гледаме сепак не ни толку пасивна, е тука и особено како човек кој доаѓа од организација која се занимава и со контрола на оружјето, можеме да кажеме дека оружјето, нелегалното или она што ние го нарекуваме оружјето во сивата зона, тука го има во огромни количини и не знаеме во кој момент тоа може да проговори на различни начини во полза или на штета на одредена група во земјата. Македонија има многу сериозен проблем со човековите права и слободи и мора час поскоро да размисли за тоа каде е отиден имиџот на оние кои очигледно најмногу се грижат токму за имиџот. Ние како земја сме на самото дно во Европа. Тоа сакав и да прашам, кај сме? Ние кога ги спомна политичките затвореници уранија, сме земја со политички затвореници, ние сме земја во која една независна телевизија беше затворена, нејзините два канала пред 2,5 години,
со силна полициска интервенција, воедно 3 дневни весници беа затворени, меѓутоа тука не застана затворањето на весниците, бидејќи во индиректна форма се затворија многу повеќе весници, радија, телевизии и други медиумски продукти, бидејќи преку коруптивните политики, преку кампањите на владата кои доаѓаат од вашите, од моите пари, преку притисоците, уцените и условувањата на уредниците и на новинарките и новинарите, гледаме затворање практично на целиот медиумски простор во Република Македонија. Гледаме 1,5 телевизија, да ги наречам, нели, во условна смисла на зборот, две телевизии и неколку интернет портали кои се некаде во ќошињата на медиумскиот простор и кои недоволно им служат на граѓаните, на публиката да објективно да информираат. Дури и во интернет просторот каде што гледаме поголема слобода, нели можност за поголема слобода, гледаме дека центрите на моќ изградија своји мали интернет медиумски империи кои го покриваат просторот и таму. Така што имаме многу сериозен проблем во доменот на слободата на говорот и медиумите. Урани една порака до граѓаните. Очигледно Македонија има дупло дно, бидејќи јас после секоја сериозна повреда на човековите права се прашувам уште колку. Што треба да се случи за да нешто се помести во нашата држава? Јас она што сакам да им го порачам на граѓаните и секогаш им го порачувам во моите контакти со нив е никогаш да не се откажат од тоа да се борат за своите права. Знаете, оправдувањето, па ништо нема да превземат институциите на системот. Им служи на институциите, тоа е целта. Граѓаните треба да знаат кои се нивните права и треба да се борат за тие права. Нормално, ние сме тука да им помогнеме во тоа. Јас никогаш нема да се откажам од она што ми представува идеја и што ми представува еден вид мотив да се бавам со оваа работа. Знаете, можат да ги окупираат медиумите, можат да окупираат се, но не можат да го заробат нашиот ум и не може да заробат нашата идеја. Сепак, тоа е она што нас не движи и што ни го дава мотивот да одиме понатаму. Добро, пред да завршиме, само сакам да најавиме вечерва има некоја мултимедијална представа, на кратко може ли? Да, тоа се стихови на слободата, тоа е проектен сегмент од проектот Проговори, кој го спроведуваат уметници, независни уметници, интелектуалци во цивил и околу цивил се разбира, кои се залагаат за јакнење на солидарноста меѓу луѓето и за одбрана на човековите права и слободи. Цреша бар, 20 часот, петорица уметници, но имаме и отворен микрофон, така што секој што ќе биде присутен ќе може да каже стих 2 на тема стихови на слободата. Ви благодарам, беше тоа студио на Нова ТВ.